Не треба да ти кажам дека очите 4 треба да си ги држиш отворени. Знам, бре, мајко, знам. Како мори не заборави да му кажеш? Како ќе отидеше на пат, момчево, ако ти не му кажеш тоа, ќе му кажеш на секој излегување од тоа. Ако, детатко, ако, нека каже уште еднаш. Знаеш ли ти колку скапоцени камења носи со него? И ако узнае некој дека носи толкаво богатство со него, знаеш ли што ќе се случи? Ич нема да му мисли да го оплячка. Море, ако е така, нека е. Само има луѓе што за богатство главата ќе му ја земат. Мајко, Кажи. никој не знае со што тргувам, затоа и не се плаш. Како бе никој не знае? Цел град знае дека тргуваш со джаваири. Цел град. Добро, бе, татко, добро. Тие знае и порано. Ако некој сакаше од селово да ми направи лошо, досега ќе ми направеше. Ја што ти реков, очите 4 отворени. Добро, де, Еве, добро, разбрав. Доста мори, па ти само хобиш. Добро, добро. Ајде да се поздравиме, оти слугата ме чека, кој знае кога надвор, ајде. Види го, пак ќе се поздрава, бе, како да одиш на 10 годишна печалба, мајка. Добро, нека се Татко. поздрави. Знам дека брзо ќе се вратам, но сепак ќе те сакам со сите да се поздравам. Оти одам на пат. Не знам што може да ме снајде, може да ме снајде и јарно, и лошо, а има и човек да не се врати од пат. Бог да чува и да брани. Синко, варди се ти од секол. Добре, да не сум сам, со слугата сум. Со слугата, ама новие, не го знаеме човекот. Што вели татко ти од секого треба да се бардиш. Така, мајко. Домакине, си го носиш ли тоа? Кое? Тоа да знаеш кој. Ова? Па знаеш дека не го симнувам од мене. Без него не одам никаде, ми носи среќа и ме чува од лошо. Море, ти да се чуваш, а тоа дали било, дали не. Доста, Мари, доста. Добро. Ако даде Господ, за една недела пак ќе се видиме. Ќе се вратам.
Ajde. Ajde. Što se zveriš, se plašiš, a? Не, ами да. Не. А? Не се плаши. Јас со мојот поранешен слуга и по неколку пати во годината сум го правил ова, фала му на Бога, ништо се нема случило до сега. Ајде, не се плаши. Адно, господару, ти не се плашиш, ама мене многу ми е страф од планинава, од шума. Да не сретнеме некого. А и ако сретнеме, кого може да сретнеме? Луѓе како нас. Луѓе како луѓе. Ама луѓе И има... тие нас ќе не сретнат. Ајде, не се плаши. Јас не се плашам од ништо. Гледај. Ова ме чува од зло мене, гледаш? Аха. А што е ова? Ова ми е од жена ми. Аха. Ми носи среќа и секогаш го носам со себе. Ето тоа. Аха. И тука шарно шо ме... Јај тука да седиме троа, да си починиме, да легнеме, да ми се одмориш, господару мој. Оти долг пат уште ме чека. Еве, јас сега ќе ти поставам тука. Ајде, еве овде Арно, овде Арно. Ајде, господару мој. Ајде. Да знаеш и не ти е лоша мислата, еве. Ајде, тука ќе се одмори малку. Ајде. Еве те тука. Опа, ајде. Ич, гајле да немаш, легни ти, нека те фати троа дремка, троа сон, а јас така ќе разгледам наоколу. Така, а? Ако. Дремни. Ајде. А, така. Само врати се побрзо. Ајде. Не бери гајле, ајде ти само, нека те фати дремка тебе, јас веднаш ќе се врати. Под наместам Ајде, малку ајде, пубаво. ајде. Така. Ајде, ајде. Ајде. Доста беше сиромаштија. Сега јас да бидам малку богат. И мене да ми слугуваат. Јас да имам слуги. Така. Сега да не оставам некоја трага да не позна дека сум јас. Добро е. Мртов е. Помртов не може да биде. Така, да не за... Чекај. Ќе му го земам и ова. Така. Ќе го носам како што го носеше и тој, може би и мене ќе ми донесе среќа. Ај така. Ај да те поднаместам малку. Чекај. Ете така.
Ајде, само полеко, полеко. Што ти е? Што е ова, бе? Што е ова, бе? Види го каде заспал, бе. Пија на главо, бе. Ќе скапе на глава. Човече, абе стани, бе, кај си нашол на сред пат да спиеш би на мокра земја, бе. Еј, ќе се поболиш, бе, човече. Абе, ове колета наш, бе. Кој бе? Абе, Кој коле, бе? Николче, оној Кој Влаиновски, од градот долу. На Абе, Перо! стани, бе, да, на Перо, брат му, Да, стани. ајде бе, ајде. Ајде бе, стани, стани бе, стану, бе, стани. ајде. Луѓе, па тој е мртов. Еј, Го слушај, тепал некој. Како Слушајте. бе мртов? мртов така, на чисто мртов сме Не. служители. Коле? Да ви кажам право, јас немам срце никому да кажувам што да правиме. Тоа дома ќе треба некој да каже нешто да се Јас не можам да кажам. Луѓе. Јас мислам дека најубаво ќе биде ние овде да го закопаме. На вистина мрак веќе фати, ама Ма, пак ние не ќе можеме, бе. слушаме. Како ќе кажеме дома, бе, луѓе? Не бре, никако Слушај, како кажување. Што мислам? Ајде да го закопаме, ама со што ќе копаме? Со што ќе копаме? Тој ќе најдеме, ќе земеме некој остар камен, ќе ископаме дрва, гранки, ќе го запрпелкаме, готово и готово си одиме нашето да си го гледам. Чекајте, луѓе. Јас мислам ние ќе биде најубаво да појдеме кај пашата. Кај пашата, а? Велиш И така? тој нека им каже на неговите Така е, домашни. Така е. И тој нека го бара убиецот него. Да, ама Така е, прво да што го мислиш? закопаме, да не го однесат зверовите. Ајде, Арнови. ајде, взимајте некој гранки, некој. Чекај. Овака ќе му го ставиме. Дај некој ова. Паша Ефенди, знам дека нема да ми се врати. Тоа го знам. Ама, твоја работа е да го најдеш човекот што му го зеде животот на мојот домаќин. Колку маки и радости имаше пред него. И затоа сакам, а и те молам, да го накажеш тој што му ги зеде радоста и тагата на мојот домаќин пред време. Жено, собери душа да издржиш тагата. Јас ја гледам мојата работа. Сум пуштил луѓе да барат на секаде. Туку ми текна слугата го најдоа ли? А може би и орлите го разнале човекот, а? Од него нема останато парче. Луѓето се пребара. Сега сум ги пуштил многу далеку да проверат кој патувал и кој каде одел, за да може да му влезат во трагата на тој што ги зеде на душа. Јас нема да оставам така да биде заборавено. Ќе барам додека најдам. Паша Ефенди, и јас нема очиве да ги затворам. Затоа те молам, Паша Ефенди, да го најдеш тој душман и да си го плати стореното. Ајде сега оди си дома, гледај си ги децата, а другото оставим го мене. Ти давам збор, како што дадов збор на татко му и на мајко. Ете, не даде Господ да го видиме тој што го уби детето наше патуатија. Си умре пашата, а не го најде. А се мачеше човекот. Греота е да се пожалиме. Со години го бараше, ама ете, не го најде. Ако не го најде пашата што умре, па Белкин, па овој новиот што дојде ќе го најде, а? Да ви кажам, не знам кој е тој, ама зборуваат оти многу го бивало. И оти многу арами има фатено. Ако е така да појдеме кај него и да му ја кажеме нашава работа, што? А кој е тој што го ставиле за нов паша, го знаете? Не знам. Знам оти не е од нашево место и оти човекот, ете, така, бил богат, добар и решиле тој да стане паша. А ти, татко да не го познаваш? Не сум слушал ништо. Знам само дека е туѓинец.
Ама добро дека појдеме кај него, ќе му ја кажеме сета работа и ќе го замолиме да го најде убиецот и да го прати на суд. Не. Јас ќе си појдам сама. И првиот пат си бев сама, и сега ќе си појдам сама, оти душава нема да ми се смири додека не се заврши работава. Ета така да знаете. И убиецот ако е мртов, ета пак сакам да знам кој е тој. Знао ќе одиме заедно. Ако татко, ќе одиме заедно. Чувме, Паша Ефенди, дека дошто било крадец и убиец го имаш фатено. Еве, и ние дојдовме и ти ја кажавме маката наш да ни поможеш. Ти кажавме се, Паша Ефенди. И кога е отепан, и каде е отепан. Па, ако има правдина, сакаме да го фатиш и да го осудиш тој душман. И да знаеш, многу ќе ти бидеме благодарни за добрината што ќе ни ја сториш. Од кога сум дојде ново место, само за правдина се борам и на виделина ја вадам правдината. Се ке сторам да ви помогнам. Прости, Паша Ефенди, нешто сакам да те прашам. Нешто како да си ми познат, како да ти имам видено. Можеш да ми кажеш од кое место си? Сузбе, да сум ти кажал од кое место сум. И да ти кажам, нема да ме знаеш. Ако ме знаеш, ти ме не треба, јас тебе да те знам. Ајде, одете сега, одете, не чекајте. Ајде, а правдината ќе излези на виделина. Ајде. Сполај ти, со здравие, Ајде, Паша Ефенди. Ајде, суделе. Стража! Вамо. Не треба многу да ви зборувам, оти си ја знаете работата. Јас со овие луѓе ви кажав, нели? Вие знаете кои се. Оти јас знаев дека ќе дојдат. Знаеме. Знаеме, Паше. Знаеме. Знаете што треба да правите, одете, ама не брзајте. За да помислат дека тешко сте го нашле темек човекот. Разбирате? Ама едно да ви кажам. Без човек да не ми се враќате. Го сакале убиецот. Ќе го добиете. Ако треба, и двајца убици ќе ви донесам. Пред очи ви бев, ама не ме познавте. Сега јас ќе ви фатам убиец. Не берете га. Гледај, онде како ти се бендисува да го фатиме него? Гола сиромаштија. И така, ништо нема, зашто да не му ги скратиме маките, а? Ама, поарно да беше сам. Ово е со жена. Кој ќе ја служа после да ни вика, да ни се дере? Што ако? Ќе се дере. Ќе ја лупнам еднаш и готово. Хајде. Да одиме. Хајде. Стојте ви таму. Стојте. Ние? Да, вие. Што е, бре? А? Што е ова, бе, добри луѓе? Оти викате понад. Дојди со нас кај кадијата, тој ќе ти каже што треба да ти каже. Кај кадијата? Кај кадијата. Зошто кај кадијата? Ништо немам сторено шо. Зошто кај кадијата? Ама- Чекајте, не може тоа така. Каде ќе ми го водите домакинот кај кадијата? Не сгрешил ништо човекот, вие кај кадија да го Абе, носите. ние да... Тој од дома нема излезено в кафеа, а не пак да отиде некаде далеко, јас да не знам што направил лошо. Слушај, жено, слушај му. Кога ќе каже нешто Пашата, треба да се прави и не треба многу да се прашува. Чекајте, полека, вие, Галиба, имате некоја грешка направено, бе. Јас, си мислите оти сирома, па и будала сум, нели сега така, па... Со све. Носите. Чекај, ти тргни со нас, дојди кај кадијата.
Ако е грешка, той ќе ти каже дали е грешка или не е грешка. Таму ќе се види. Ајде се. Ама не може, сте го нашли човеков, немало кога да соберете, го најдовте сирома. Ајде сега. Јас ќе кажам. Кажи Јас, домакине. добро, ќе појдам кај кадијата и ќе му кажам се како што е. Ако има нешто за кажување, оти јас ништо немам сторено. Нема ништо, нема сторено, да, ништо. да, да. Ќе одиш кај каде? Ќе одам кај Ајде, кадијата. И јас ќе дојдам. Не, Седи, седи. Ајде, тргнувај. Ама Ајде, како ќе си го оставам? Чекај, бе. Како ќе си го оставам домакинот? Јас Полека малце. Ајде. море. Ајде ти, човече, кажуј што имаш да кажуваш. Оти бесилката околу врато не ти гини. Абе, Кадија, ако сте решиле вие да ме обесите, тогаш така нека биде, ама тој отепаниот јас нити го знам, нити сум го видел, нити сум го отепал. Не. Не знам, а тоа што му текнало на некој да чепка кај што не треба и мене да ме вади виновен за тоа, не знам. Ами луѓе, ние, вака прости селани, треба да ве учиме дека за ваква работа треба да има човек Човек кој што видел Да. дека мојот домакин тоа нешто го сторил, а не вака ви текнало. Ајде, човек. Даде. Сузбре, вие двајцата. Мучите, бре. Еве го, најголемиот во градот. Тој ќе каже. А тој вели, оти така е. А штом пашата вели, оти така е, тогаш мора да е така. А од каде знае ова? Од каде знае тој? Тој да каже, од каде знае, оти јас сум го тепал човекот. А? Па јас ако сум го тепал човекот, и ако сум земал толку пари, а јас не може сега да надарва. Јас ќе си бев богат, ќе си бев, може и паша ќе се сторев ете како тој што е сега. Ја, може ќе бев и поголем од него. Сус, бре, ешек еден. Сакаш да кажеш дека лажам? Лажеш. Друго не знам. Ама за лажење? Лаже. Молчате, бре, вие двајцата. Абе, зошто си го губиме времето? Зошто си го губиме времето? Погледнете ги луѓето, бре. А бре, без син си ги оставил, жената без маж си ја оставил, а децата сираци. Види. Абе, ти на вистина си решил мене на бесилка да ме ставиш? А? Па ако гинам јас, ќе гинеш и ти. Чекајте малку, луѓе. Чекајте малку. Тој е арамијата што го уби мажот ми. А ова го гледате ли, а? Тоа е Амелијата што му ја дадов да си ја носи за среќа. И секогаш ти ја носеше со него. Ефенди Кадио, ете сега знаеме кој го отепа мажот ми. Ова е тој душман. Абе, затоа мене ми беше познат кога дојдов кај него. Ајде. Па тоа е нашиот слуга што отиде со синот напад заедно и не се врати никогаш. Држете го добро. Тоа е убиец. Тоа е. Чекај сега, треба ли да те прашам за ова, дали лажат, али не треба? Исправете го! Сам ќе си кажеш или да барам други сведоци? Малку ти беше нас што не изгоре, па уште и овие сиромаси надуша да ги носиш. Кадио, море, пушти ме, мене, очите ќе му ги извадам, јас ќе му... Сус, молк ти, жено. Кадијата нека каже. Тишина. Сега јас ќе кажам што треба да се прави.
От твоето богатство што го имаш, се ќе ти се одземе. Се да му одземе. Се! И ќе се даде на овие луѓе тука. Так, Да им се врати. Се ќе им се врати. Тоа што си им го украл. так. А на овие двајца сиромаси, за навреда, дел од богатството твое ќе им дадеме. А сега за она најлошото, што си го сторил, што си им го тепал човекот, за тоа башка ќе ти се суди. Ама како и да се суди, што и да се суди, едно се знае, тоа е сигурно. Бесилката не ти гине.